Ако на YouTube напишете Cute Pandas, ќе ви излезат милиони видеа од сладки панди и нивните лудории, но ако на Cute Pandas додадете ДМ, тогаш ќе ви се отворат лудориите на македонците Дарко и Мартин. Двајца браќа кои од 5 мај започнаа со своите пренкови или шеги и истите ги споделуваат со публиката на YouTube. Од тетовирање до депилирање, борење и полека до илјадници прегледи за речиси еден месец, момци кои со својот позитивен дух и видеа не заразија сите. Дечки, добро дојдовте во Ексклузив. Дали гледате Ексклузив? Гледаме, да, редовно. Секој ден пуштаме, се уклучуваме, гледаме преку ден, така на вечер. Значи, цело време го гледаме тоа и не знам што да зборам. А од кај ви името Cute Panda? По името Cute Panda, не знам, така ни текна крупни, Прво дека дебели, сме сладки. Прво дека сме Ја да ви сладки. Cute Panda, сладки Ја панда. мислам ќе бидете облечени во панда. Па планираме да правиме и мајци такви за со логото наше. А понатака са ќе видиме на почеток сме се уште. Ќе биде и Вие тоа. сте браќа, кој е постариот? Јас сум поставил. Колку тежите заедно? Како? Колку тежите Па заедно? пола тон има. Па, може не пола тона, ама 300-400 сигурно. Од каде идејата за такви видео записи на YouTube? Ха, од јутуберскиот звезди што ги гледаме од страна, од ке нас што ги има неколку и викам ај ние да Онака пробаме едноставно, бидеме- да биде нешто интересно така, да не гледаат, да се бидеме смеат. интересни на луѓето. За екипата на Ексклузив, што денеска ќе смислиме? Како? Што ќе смислиме денеска за гледачите на Ексклузив? Ќе смислиме нешто многу добро, да видат кога ни е топло што правиме за да се развадиме. Како се Доаѓа лето, доаѓа лето. Да, лето пошто доаѓа. Скопје моментално е 35 степени. Да. Дарко и Мартин направија нов предизвик, па летната сезона ја отворија пред камерата на Ексклузив. Доколку мислевте дека отидовме на некоја плажа или базен, се лажете. Cute Pandas решија од горештините да се разладат во центарот на Скопје, поточно во фонтаната Александар Македонски. Случајните минувачи беа изненадени од гледката, додека Дарко и Мартин вистински уживаа. Мартин, се избањавме, се исушивме, дојде полиција, секој што не завршивме во станица. Па добро, се малку така реагираат ге нас. Може и е проблем некојаш и не, ама битно правиме некои интересни работи да биде нешто интересно, не е да дека правиме некоја штета или нешто такво, така да. Не знаевме дека не треба да се бањаме во фонтана. Ама не се избањавме. Да, битно завршиме работа за лето, се соладивме. Морам да те прашам, како реагирате скопјаните на вас кога правите пренкови? Па реално има некоја чудна реакција. Пример како не знам, сега пред некој време правевме некои такви работи како пошто нели познати сме по пренковите по тие работи. Баш имаше една девојче на автобуска. И тргнав да ја земам ташната, демек, нели, ја така маскиран, да ја земам ташната, демек, на зафрканција, нешто такво работа. И ја фаќам ташната, ја влечам и кога почна, немојте, не знаеш. Почна тука, ја викам, добро, ама ти вие заматиме фацота, не е проблем. Јас за заматување ли сум, знаеш, такви работи. Така да биде феймас. Така, или ќе се изплаши или нешто, па ќе те пријемам полиција или тако работа. Сега тие ние видеа не ги ставаме, може, нели, пошто сепак да не правиме проблем, ако некој неќе, тоа е тоа. Следна прилика се испадне нешто кој што Мене ме треба. интересно кога бевте, кога се седнате во некој маркет, како беше, Така. и тоа сум се смеел до солзи, кога им рече, па до 9 сат работи. Па така беше, ние сакаме тоа да биде како у кафана. Нели седнуваме и сега нели кажуваат, ајде прекинете тука станете, па нели до 9 работи кафана, што е толку рано демек не стануваат. Како реагирате на такви ситуации? Чудно, многу чудно. Мислам, не е како пример на многу други места, од други држави, е пример тоа многу онака, како сите реагираат кул, нели нешто интересно. Ке нас се потапа малку на таа тема, ама
Валјда Но ќе биде каде ви нешто. се идеите? Не знам, идејните до онака. Не нормално, не знам, така реков, ајде ќе снимаме од утре и тоа, само сакаме да биде нешто интересно, да биде баш да се смееме. Ви го делите екстерно? Па, да. Колку екстерно? До врвот, да речем, до врвот. Сакаме да идеме до Рипната врвот. зграда. Така, така. Фала ти многу. Што бевте Фала и гости во ексклузив, ќе се видиме некој следен пат, ќе не видите кога ќе снимате. Така, така, нормално. Здраво, јас сум Дарко. Јас сум Мартин, а вие гледате ексклузив на 1 ТВ и пратете на нашиот нов канал Cute Pandas. Бра, генг, генг!